Во вестите на Канал Виз гостин е Костадин Ристоманов од Здрава Котлина. Имено синоќа активистите, но и македонската јавност ги запрепасти најновата одлука на Вишиот управен суд со кој случајот со рудникот Иловица се враќа на повторно судење, односно се враќа од почеток. Господине Ристоманов, вие како Здрава Котлина реагиравте на оваа според вас скандалозна одлука со која што алудирате дека судството е во канџите на партиите. За добрите познавачи на ситуацијата во Македонија, јас би рекол дека и не е многу за неочекување ваквата пресуда, имајќи во обзир целокупната милије во кој што живееме, кој што секој ден на вестине сосипуваат со информации за тоа колку општеството ни е корумпирано, колку судството ни е корумпирано, така да тоа е сосема за мене очекувана одлука на судот и во однос на веќе настаните што предстоја на оваа одлука. Сите бевме сведоци за и вие како телевизија имавме емисија во кој што ги изразивме сомнежите за една фирма од Западна Македонија кој што сака да го купи буквално. Така да, иако они кажат дека не се заинтересирани, сепак ваквата одлука според нас оди во тој правец. Ова е само потврда на тоа во какво општество живееме, без никаква аргументација, без никаква контраргумент на најдобро аргументираната пресуда на управниот суд. Велам, најдобро аргументираната. Јас лично и ние сите ја пофаливме таа одлука на управниот суд, што ни влеја на надеж и нас како обични граѓани, дека сепак нештата ќе тргнат на подобро, дека сепак судството не е целосно корумпирано, дека сепак има честни суди кои што судат според аргументите, совеста и законот. Еве, сведоци сме денеска на една скандалозна пресуда без никаква аргументација на претходно изложените аргументи, едноставно се поништува тоа. Зарем постои некој во оваа држава кој што ова го смета за нормално и зарем некој ова ќе го прифати и нема да прожи отпор? Ние зборуваме сега за одлуката од март 2022, која што вие ја поздравивте и сметавте дека е одлука која што ги застапува интересите на граѓаните. Меѓутоа, во ова нема јасно дефинирано што всушност е проблематично и зошто целиот случај се враќа на самиот почеток. Ако ова не е скандалозно, ако ова не е скандал, ако ова не е за антикорупцијска, ако ова не е за органите за истражување на можно незаконско работење, ако ова не е доволен аргумент, што сакаме ние повеќе? Што населението ќе бара повеќе да се докаже дека без никаква аргументација, на едно добро аргументирана, судски, законски потврдена со сите цитирани членови од договорот, од законот, со се што треба, некој само вака да каже ова не важи, повторно се поништува, без никаква аргументација, повторно зледување. Како да не реагираме ние на таква, јас би рекол, ненормална? Зарем ние толку ли сме ненормални или толку ли сме без мозок или толку сме не луѓе па да не реагираме? Вие синоќа рековте дека ова е спрегата на политичката партија ДУИ со судството и ова е резултат со оглед дека претходно имаше поврзувања на оваа политичка партија со можното купување на Евромакс. Ние не можеме да знаеме што е вистина, што не е. Ние изложивме само можната поврзаност и спрега и интерес. Па нека граѓаните, нека јавноста дека го тоа образложи, нека го разгледа, нека размисли и да видиме што ќе кажат јавноста и да видиме сега се на потез политичките партии кои што логички би требало, знаејќи тежината на тој проблем во нашиот регион, а и пошироко има импликации во Македонија, ние ги очекуваме нивните реакции
официјални реакции на политичките партии кои што очекуваме да бидат заштитници на луѓето кои ги бирале. Еве им прилика. Во колку реагираат на начин кој што они ќе го изберат, кој што очекувано би требало да биде негативен во однос на оваа одлука, тогаш ние ќе имаме надеж дека ќе имаме некои сојузници со кои што заедно ќе си одбраниме нашата котлина. Во колку молчат, или пак ништо не направат на терен, тогаш и они ќе бидат обвинети нормално дека се и они во спрега со оваа корупција која што ни се заканува да ни го уништи целокупното нормално живење и општеството во кое што живееме. Што ќе се случува сега? Кои се чекорите на активистите? Од една страна, ние сме многу револтирани за ваквата одлука на судот, но сепак разумно размислувајќи, ние сме на некој начин и можеби сега и малку и по-оптимисти. Зошто? Затоа што ако порано, за време на референдумите, за време на кампањите што се водеа за политичките избори, можеа поединци од некои си партии да го своето членство држат во заблуда, ветувајќи им дека овој рудник ќе биде позитивен, дека овој рудник ќе донесе вработување, развој, не знам што, излезе од кризата и не знам што. Луѓето, не знаејќи кому да веруваат, можеби некои им поверуваат тогаш и се беа на страната да има рудник. Но денес, ако гледаме што се случува, јас не верувам дека можеби 90% од луѓето кои што порано биле можеби манипулирани или немале доволно информации. Денес кога ние ги изложиме сите аргументи, кога јавноста толку добро запознаена за катастрофалните последици по однос на граѓаните, на жителите на целиот регион и пошироко, јас не верувам дека некој ќе може сега да ги убедува тие граѓани да не се бунат за тоа што се работи за живот и смрт. Не се работи за тоа некој проневерил некои пари, некој дошол на функција неправедно или не. Тука се работи за борба на живот и смрт. И тука нема избор. Тука секој поединец пред секи си го жале инстинктивно, тоа е вродено во секој да си обрани семејството и сопствениот живот. Така да нашите очекувања се дека ќе имаме огромен број на поддржувачи и кои што се надеваме дека ќе излезат радикално да го демонстрираме нашето незадоволство при секаков обид на... Дали сега ќе има некакви протести или се бидејќи уште... тоа е од скоро, да кажеме, таа пресуда, иако пишува октомври месец, а сега ние дури беше скоро објавена на нивната страна, ние сепак треба да одржиме еден конститутивен собир на собранието и нашите членови, нашите симпатизери ќе дадат последната одлука за кои методи и начини да ги употребиме како отпор. Но дефинитивно ние уште тогаш решивме дека и по цена на сопствените животи ние нема да дозволиме да се отвори таков рудник. Тоа беше и мојата изјава последниот пат дека постојат разни опции, дека судот може да измисли разни причини, дури еве сега немам ни причина зошто е поништена одлуката, но они можат што сакат да си прават, можат што сакат дека се договарат. Излезе премиерот и рече: од 9 точки од договорот, 7 не се исполнети во рокот. И затоа им се одзема концесијата. Тоа не може да побие никој, не може да врати времето назад никој. Така да се знаат тие точки, се знае каде е правдата и тука нема отстапување, они што сакат нека си прават, што сакат нека си мислат, но последниот збор го има народот, а народот веќе е доволно освестен, затоа што ние времето го искористивме најдобро како што можеме. Главната нивната цел беше народот да го држат во заблуда и така да го излажат дека тоа е добро и ќе имаме рудник. Но времето што помина, народот свати со кој си има работа, сватија опасноста од таков можен рудник и јас лично не верувам, дури реков, ние како членови на управен одбор да не постоиме и да нема нас тука на планетата, јас сметам дека населението и луѓето што се со нас нема никаква да дозволат да има
Така не. Да, ви благодарам за учеството во вестите на Канал Виз. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини.